Општина Кочани планира да формира јавно предпријатие кое ќе стопанисува, ќе поставува и ќе го одржува јавното осветлување во градот и другите населени места. Постапката за основање на предпријатието е во подготвителна фаза, односно веќе е изготвена предлог одлуката за која согласност треба да даде Советот на општината. Се предлага скратениот назив да биде јавно предпријатие Светлина КО 2022, а главна задача да биде набавката на електрична енергија, изградбата и одржувањето на јавното осветлување, како и сервисирање на електричната мрежа за улично осветлување на подрачјето на општина Кочани. Основач и собственик на предпријатието со целокупниот негов имот и средства ќе биде локалната самоуправа, а средствата за вршење на дејноста треба да се обезбедуваат од приходите од сопственото работење, од кредитни линии, како и од други извори во согласност со закон. Во правниот промет, јавното предпријатие ќе настапува како независен субјект во свое име и со своја сметка, со неограничени овластувања. При тоа ќе има обврска да изготвува програма со која ќе го планира развојот и финансирањето на дејноста. Се предлага јавното предпријатие Светлина КО 2022 да има управен одбор од 5 члена, надзорен одбор од 3 члена, како и директор што ќе го избира градоначалникот. Предлог одлуката за основање на предпријатието ќе се разгледува на 9-та седница на Советот на општина Кочани, што е закажана за вчетврток. Доколку одлуката биде прифатена од советниците, тогаш во рок од 60 дена од денот на донесување на актот за основање треба да се донесе и статутот на предпријатието, со што тоа и практично ќе биде оформено. До завршувањето на целата постапка за основање, задолжен за вршење на подготвителните работи е секретарот на општина Кочани Дејан Рашков. В недела во Кочани повторно ќе има целосен прекин во водоснабдувањето. Комуналното предпријатие Водовод ги известува граѓаните и другите корисници на вода од градскиот водовод дека прекинот ќе биде во периодот од 8 до 17 часот. Причина за тоа се градежните работи на второто преспојување на реконструираниот дел од главниот цевковод во близина на бунарскиот систем Градовски Орман. Станува збор за реконструкција на 2250 метри од цевководот, за кој општина Кочани од државниот буџет доби 44,5 милиони денари. Финансиската помош ја додели владата по пренамената на средствата за изградба на карго аеродромот кај Штип. Цевководот е со вкупна должина од 5 километри, а во првата фаза од пред 10 години беа реконструирани околу 1 километар и 300 метри. Цевките на потисниот цевковод, што досега се користеа, се со просечна старост од 4 децении, а поради дотрајноста често се случуваат дефекти и загуба на големи количини вода. Со реконструкцијата на главната доводна линија, Водовод ќе може да го обезбеди максималниот капацитет до потрошувачите од 285 литри вода во секунда. Основното училиште Малина Попиванова е дел од партнерски проект на Еразмус Плюс програмата на Европската унија, со кој треба да се воспостави мониторинг систем за рано напуштање на основните училишта од страна на учениците роми. Во проектот се вклучени училишта и невладини организации од градовите Лариса во Грција и Сливен од Бугарија. Нивни представници во текот на оваа недела престојуваат во Кочани и реализираат практични обуки, како да се открие и спречи предвременото напуштање на училиштето кај учениците од 6 до 10 годишна возраст, односно од прво до четврто одделение. Наставниците работат заедно со психолози за да се справат, да најдат начини како полесно се справат со напуштањето на ромите од образованието. Се надеваме дека апликацијата која ќе излезе од проектот ќе биде од голема помош за сите основни образованија и исто така и за наставниците и за психолозите и за директорите кои се дел од тие училишта. Представниците од партнерските училишта и невладини организации констатирале дека напуштањето на образованието кај учениците од ромската заедница е генерален проблем во трите држави. Поради тоа мора да се создаде ефикасен систем што не само теоретски, туку и практично ќе помогне тоа да се спречи. We are very grateful to participate. Работиме веќе неколку години со Erasmus Plus програми, работиме повеќе од 5 години. Главна цел на овој проект е да се справиме со еден заеднички проблем што сите невладини организации и училишта го имаат. Главниот проблем кој го имаме
со раното напуштање на децата роми, главна цел на овој состанок и на овој проект е да се справиме со тоа, да најдеме начин како ќе се справиме со раното напуштање и тоа планираме да го направиме преку практични и теоретски активности кои ќе бидат дел од апликација која ќе им овозможи на наставниците, на психолозите и на директорите да се справат со овој проблем кој го имаат во училиштето. Денес е последниот ден од волките кои ги имаме. Денес се работат на различни работилници за како да се справат со напуштањето на ромите од образованието. Ова се однесува на повеќе групи на ученици, но денес конкретно се работи, во овој проект конкретно се работи за напуштањето на ученици на ромите. Овој проект има три главни цели. Првата цел е за наставниците да се здобијат со потребното обучување на оваа тема и да развијат компетенции и способности за како да се справат со овој проект. Но најглавно од се е да запомтиме како е било кога ние сме биле деца и со какви проблеми ние сме се соочувале, за да можеме да ги разбереме сегашните деца со кои работиме, за тоа што се случува со нив и како можеме да им помогнеме на истите. По завршувањето на обуката во Кочани, до крајот на април треба да се одржи уште една заедничка средба на која ќе бидат представени анализите и резултатите од проектот со практични предлози за надминување на проблемот. Тие ќе се однесуваат не само на децата роми, туку воопшто на сите ранливи групи чии ученици пред време го напуштаат образовниот процес. Вкупно 311 интервенции имала територијалната противпожарна единица од Кочани во текот на 2021 година. Најголем дел од нив биле за гасење пожари и технички интервенции. Бројката е за околу 10% помала во однос на претходниот едногодишен период. Најголем дел од интервенциите, односно 211, биле за гаснење оган на отворен простор, при што опожарена е површина од над 890 хектари. Тоа е за тројно повеќе во споредба со 2020 година. Исто така, пожарникарите биле повикувани за гасење запалени објекти, при што лани имало 54 такви случаи, од кои само 5 во општините Зрновци и Чешиново Облешево, а останатите во Кочани. Во 21 случај било интервенирано кај запалени патнички моторни возила, а во текот на минатата година противпожарната единица имала и 25 технички интервенции. Исто така, кочанските пожарникари интервенирале како помош на противпожарните единици од соседните општини. Според писмената информација од територијалната противпожарна единица, таа во моментот располага со 3 навални противпожарни возила, една автоцистерна, едно теренско возило и специјално противпожарно возило за почетни пожари, како и едно специјализирано возило скала за интервенции на повисоки згради. Навално возило од марка Мерцедес било оштетено во пожарот минатата година и во тек е негова поправка. Исто така, набавено е ново возило од UNDP како донација што треба да се надгради со дополнителна опрема во текот на оваа година. Територијалната противпожарна единица од Кочани преземала и превентивни мерки за заштита од пожари, при што во текот на јули и август минатата година биле делени флаери на неколку локации, а исто така се упатувани и апели преку средствата за јавно информирање за посовесно однесување кон запаливите материи, внимателно движење и престој во шума. Исто така, реализирана е и дезинфекција во државните институции, како и во колективните домувања и јавните површини заради подобро справување со ковид пандемијата. Инаку, сите интервенции минатата година, територијалната противпожарна единица од Кочани ги реализирала на територијата на општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, со оглед на тоа што со законот за пожарникарство, пожарникарите имаат надлежност да ги покриваат и нивните терени. Викендов ќе се играат надпреварите од 22-то коло во втората македонска фудбалска лига, во кое дербито ќе биде во Кочани. При тоа ќе се сретнат Осогово и Беласица. Средбата е од исклучителна важност за двете екипи, со оглед што струмичани се борат за врвот на табелата, а домашните фудбалери за да го зачуваат второлигашкиот статус.
Токму затоа може да се очекува добра и отворена игра, во која фудбалерите треба да го дадат својот максимум за да обезбедат што поповолен резултат. Жолто-сините по минатонеделниот дебакл во македонска Каменица и поразот од 2:0 се во потешка ситуација да дојдат до посакуваните 3 бода. Со оглед што и гостите се во добра форма и во последните 6 кола имаат 5 победи и 1 нерешен резултат. Меѓу нив е и победата на Беласица против Осогово во Кочани во средината на февруари во рамки на 16-тото коло. Сепак, од стручниот штаб на Кочанскиот второлигаш најавуваат дека нема лесно да се предадат и ќе направат се за позитивно резултатско изненадување. Виничка Слога 1934 во ова коло ќе гостува во Битолско Житоше против предпоследната екипа на Братство. Гостинскиот тим е фаворит на надпреварот и освен победа ниту една друга опција не е поволна за да ја задржи лидерската позиција и да продолжи борбата за врвот на табелата. Домашната екипа во изминатите 6 кола има само една победа против Радовишки Детонит, а беше немоќна и на домашен терен и на гостувањата против екипите од врвот. Освојувањето на 3 бода за Виничкиот второлигаш ќе обезбеди одржување на разликата со второпласираните Победа и Беласица, кои го делат второто место со по 1 бод за останување зад Слога. Средбите од 22-то коло ќе се играат в сабота со почеток од 16 часот. Истиот ден од 18 часот пак во Кочани ќе се одигра четвртфиналниот надпревар од плей-офот во првенството во третата кошаркарска лига. Екипата на баскет Дино Деликатес ќе биде домакин на тимот на Дибра Иглс од Дебар. По одигрувањето на регуларниот дел од првенството во двете групи Исток и Запад, формирани се четвртфиналните двојки за разигрување во третата лига. Според системот вкрстување на екипите од групата Исток со екипите од групата Запад, ќе стартуваат четвртфиналните серии по принципот подобар од 3 надпревари. Доколку баскет Дино забележи победа против Дибра Иглс, ќе игра полуфинална средба според истиот принцип. Победниците од полуфиналните надпревари ќе станат и нови членови на втората кошаркарска лига за мажи.